Ние остануваме на тоа што го соопшти Европската Унија, заради тоа што сакаме да дадеме шанса на преговарачкиот процес кој што се обидува да почнат. Преговорите не се почнати, почнаа разговори околу воспоставување на рамката, принципите, подеднаквоста во разговорите и слично. Најверојатно Европската Унија и представниците избрале начин како тоа да го прават. Ние изразуваме голема почит и решеност, согласно сите наши принципи, она што народот зад кое што стои, се сите наши аргументации и се надеваме дека по мирен пат, на начин на кој што мнозинството граѓани тоа го почитуваат, секако ќе дојдеме до конечната цел. Деталите не би ги кажувал заради тоа што навистина нема да бидат во прилог на успешни разговори и дај Боже детални преговори кои што ќе дадат резултат конечно политичката криза во Македонија да се разреши, но обстојуваме на разговорите и преговорите. Договоривме на 26 во клубот на пратениците да продолжат тие разговори. Овде ќе ги информираме политичарите од албанските две политички партии кои што се присутни на самите преговори, како би дале уште еден исчекор во делот на разговорите кои што веќе започна. Дали имаше некаква рамноправност во преговорите со оглед на тоа што премиерот Груевски беше придружуван од 5 на негови соработници, а вие бевте од 1 или 20? Па, колку што јас знам, не беше 5 соработници, беа вкупно 13 со Никола Груевски, но рамноправноста секако Европската Унија испочитува во делот на моментите каде што се разговараше. Најчесто разговорите беа јас и Груевски заедно со европските представници, односно комесарот Хан и неговите од кабинетот и европратениците кои што сите заедно вложуваат голема енергија, покажуваат големо пријателство кон нашата земја, согласно европските вредности го прават тој процес да биде успешен, а секако и внимателен. Во делот на разговорите каде што бевме тимски представени, бевме 3+3. Уште едно само прашање, се побарало тајност на преговорите и дискреција. Зошто толку голема тајност кога француската амбасадорка апелира граѓаните да бидат запознаени со содржината на овие преговори? Која бара тајност? Не се работи за тајност, се работи за давање на шанса на преговарачкиот процес. Самите преговори не се детално почнати. Ако имаме детали на разговори, не знам, преодна влада, избирачки список или одредени други барања на опозицијата, друго што е на маса извадено, тогаш би требало Европската Унија да соопштува на јавноста и тоа да оди преку нејзе соопштувањето. Ние како спротивставени страни може да даваме различни информации кои што нема да бидат во функција на успешни преговори, заради тоа што се уште немаме навлезено во преговори. Претпоставаме заради тоа не се соопштува ништо детално и нема детално. Де факто, може да кажем, ние разговаравме и заклучивме дека треба да продолжиме да разговараме. Сите детали внатре се ставени на хартија секако и се појдов на основа на тие разговори, но да оставиме Европската Унија да бидат тие што ќе ги информираат и нашите граѓани и меѓународната заедница, за да, како што реков, дадеме шанса на преговарачкиот процес. Благодарам и вас. Европската Унија поискрена здравје, прави пријателски напори према Македонија, но не би дал коментари за спротивставената страна, заради тоа што таа е моја спротивставена страна, односно на сите овие луѓе кои што јас ги застапувам. Не би дал коментари од проста причина што ако дам коментари, граѓаните знаат дека не би се сложил со нивниот настап. Оти ако се сложуваме со нивниот настап, тогаш и лесно би се договориле. Така да секако треба да имаме трпение. Ова е важно за сите нас. Само по пат на трпение ќе дојдеме до конечните решенија кои што се во полза на Македонија.